Три пердуви. Си беше еднаш еден крал кој имаше три сина. Двата постари сина беа паметни и бистри, додека најмалиот син изгледаше толку збркан и збунет, што сите го викаа Тутуле Бале. Кралот го мачеше мислата на кој од синовите да му го остави кралството, па реши да им постави еден предизвик. Оној кој најубавиот килим на светот ќе ми го донесе, кралската круна на глава ќе ја понесе. За да избегне караници меѓу браќата за тоа кој на која страна ќе оди, кралот зеде три пердуви и ги оддува. Па им рече на синовите: следете ги. Првиот пердув отиде на исток, вториот пердув на запад, па натаму се упатија двајцата постари браќа. Третиот пердув одлета високо, но слета во близина. Најмалиот брат седна тажен до пердувот, прашувајќи се како е возможно токму на тоа место да најде килим достоен за крал. Додека седеше и безнадежно гледаше наоколу, забележа една тајна вратичка на земјата. Љубопитен, ја отвори, слезе по едни скали и дојде до една мала врата. Тропна на вратата и му отвори еден голем жабец, околу кој подскокнуваа многу мали жаби. Како можам да ти помогнам? Му рече љубезно жабецот. Ми треба најубавиот килим на светот, му одговори момчето. Жабецот буричкаше во еден ковчег, извлече еден прекрасно искаен килим и му го даде на момчето, кој пресреќно се врати во дворецот. Во меѓувреме, неговите браќа, кои веруваа дека круната е нивна, се вратија во дворецот со два груби волнени килими, невешто искаени. Се разбира, кога го виде килимот на најмалиот син, кралот го прогласи за победник. Но двајцата постари браќа толку многу се жалеа, што кралот им даде уште една можност. Оној кој најубавиот прстен на светот ќе го донесе, кралската круна на глава ќе ја понесе. Потоа кралот ги оддува трите пердуви, кои повторно одлетаа на исток, на запад и до вратничката. Не чекајќи ниту миг, Тутуле Бале отрча до кај жабецот, кој му го даде најубавиот прстен на целиот свет. Во меѓувреме, неговите браќа, кои уште еднаш го потценија најмалиот брат, се вратија со два извалкани и рагјосани железни прстени. Кога Тутуле Бале влезе со прекрасниот подарок од жабецот во неговата рака, кралот можеше само да го прогласи за најубав од сите три прстени. Постарите браќа никако не се откажуваа од тронот и почнаа да го молат татко им да им даде уште еден предизвик. Бидејќи сакаше да им угоди, воздивнувајќи, кралот рече: оној кој најубавата невеста ќе ја донесе, кралската круна на глава ќе ја понесе. Потоа го повтори ритуалот со пердувите и тројцата браќа заминаа во потрага по невеста. Тутуле Бале повторно слезе по скалите и затропа на вратата на жабецот. И повторно жабецот го изслуша барањето на момчето. Па му покажа една тиква на која беа впрегнати 6 глувци и му рече: избери една од моите ќерки и стави ја во тиквата. Момчето избра една жаба и внимателно ја стави во тиквата, која во истиот миг се претвори во елегантна кочија. Пред очите на вчудоневиденото момче, глувците се претворија во 6 прекрасни бели коња, а малата жаба се претвори во преубава принцеза. Пресреќен,
Тутуле Бале се качи во кочијата со принцезата и поита кон дворецот, нестрплив да му ја покаже невестата на татко му. Девојката беше неспоредливо поубава од двете селанки кои неговите браќа ги довеле од нивите во близина. Па така, по трет пат, Тутуле Бале беше победник. Меѓутоа, другите два принца повторно негодуваа и бараа да има уште еден последен предизвик. Оној, чија невеста ќе може да скокне низ обрач, закачен да виси во воздух, нека биде крал. Всушност, тие си мислеа дека нивните селанки, навикнати на физичка работа, ќе бидат посилни и поподвижни од невестата на најмалиот брат. Кралот се согласи и нареди да се обеси еден голем железен обрач на таванот. На изненадување на сите, прекрасната принцеза, која порано беше жаба, грациозно скокна низ обрачот и го помина предизвикот, додека двете несмасни селанки се препрнаа и се испружија на подот колку што се долги и широки. По тоа, никој веќе не се осмели да ја оспори одлуката на кралот. Тутуле Бале стана негов наследник, се венчаше со принцезата Жаба и заедно владееја мудро и среќно долги години. За повеќе интересни приказни, бајки и сказни, како и за поддршка и подобрување на каналот, ве молам стиснете subscribe.